Добро вечер во уште едно издание на 24 анализа. Крстови и двоглави орли долж Скопје од едниот до другиот крај. Обележување на територии, намерно фингирање на меѓуетнички тензии или пак реални потреби на граѓаните. Имаме ситуација и со Уставниот суд. Она со одлуката председателот на државата да може да помилува лица кои што евентуално би биле осудени за изборни измами или пак за тешки криминали. Во меѓувреме имаме состојба во која што граѓанинот Милорад Ѓоргиевски е казнет со 10.000 денари за 20 мароли и 10 коприви затоа што непрописно ги продавал. За поделеноста на македонското општество, за говорот на омраза кој што зема се поголем замав. Можно ли е граѓаните во Македонија, без разлика од на која етничка припадност припаѓаат, да се надминат себеси во смисла на тоа да си подадат рака, да кажат стоп за лошите политики без разлика кој е на власт. На овие теми вечерва дебатираме со моите гости, Оливер Андонов, универзитетски професор. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и за Никола Гелевски, граѓански активист и колумнист. Добро, фала за поканата. Господин Андонов, спомнав на најавата. Крстови, двоглави орли, имавме состојба ситуација со претепувањето на Тодор Петров, првиот човек на Светскиот македонски конгрес, и многу од луѓето ја поставуваат и од аналитичарите дилемата што е сега ова, дали обележување на територии, дали имаме намерно фингирање на меѓуетнички тензии, имајќи ја во предвид релацијата, тесната релација на владеачката коалиција ВМРО-ДПМН и ДУИ, или пак навистина имаме потреба ние сега во овој момент да поставуваме крстови, односно двоглави орли. Значи, малку кога ги поставувате прашањата, ги поставувате повеќе политички, а не во аспект на она што се однесува на конфликтните состојби кои се во Македонија. Бидејќи нема многу поврзаност помеѓу тоа дека ВМРО-ДПМН, како што сакате да кажете, постоистоветувајќи го со ДУИ како владеачка коалиција, бидејќи моментално немаме таква владеачка коалиција во Република Македонија, имаме гломазна влада во која дел од владеачката коалиција и СДСМ, колку и да сака да се апстрахира од тоа и да се изземе, и нивна е одговорноста за многу аспекти од политиката во Република Македонија, вклучително и безбедносните прашања, мора да се каже една друга работа. Етнополитичкиот конфликт во Република Македонија трае многу долго. Дури и во оној период од 90-тите години, кога ние не сакавме да го гледаме, тој постоеше. И бараше начин каде да ескалира. Се претвори во насилен, ескалираше во насилен во 2001 година, но и со Охридскиот рамковен договор тој не се реши, не се разреши. Тој само постави една рамка за деескалирање. И не дојде во состојба да ги разреши сите прашања, туку само разрешуваше некои екзистенционални потреби, така да кажам, лични потреби во рамките на етничката припадност на луѓето, а не придонесе кон развојот на стабилноста на Македонија. И секогаш, додека не дојдеме до крајот и до разрешувањето на етнополитичкиот конфликт во Македонија, помеѓу македонците и албанците, ние ќе имаме состојби кои ќе може да бидат предизвикани да доведат до нестабилност на државата. Политичката криза, која и премногу долго трае во Македонија, само ги засилува овие аспекти. Сега, да го поврзуваме поставувањето на крстот во една легална процедура, каде што не се јавува државата нити политичка партија некоја како изведувач или финансиер на крстот, туку е тоа донација на Тодор Петров Светскиот македонски конгрес. И поставувањето на етнички символ, под кој имаше помалку или повеќе дискутабилен надпис, не е во ред. Тоа не е иста состојба. Крстот е универзален символ на спасението, страданието на Христа, христијански символ, и не би требало никому да му пречи како цивилизатиско достигнување. Кога никој не се јави да протестира за двоглавиот орел во Чаир, зошто тогаш некој тенденциозно ја злоупотреби состојбата со осветувањето на крстот? Може би само така се погоди моментот. Јас се сомневам дека има било каква поврзаност во поставувањето на крстот со
двоглавиот орел. Еве ако ја тргнам политиката на страна, иако не можам да ја тргнам, еве ќе го земам ставот на отец Пимен, кој што вели дека крстот и орелот се злоупотребени во политички цели. Одговорен политичар, па нека и СДС. Кога гледаш дека тоа буди некои чувства, кои што може да доведат до судир на меѓуетнички тензии, веројатно би рекол закочи малку. Зборувам и за кој аспект зборувате за одговорен политичар? Дали во аспект на тоа што требаше некој да го уапси Асани поради тоа што го направи? Што го нападна Тодор Петров? Сега да се вратиме и на оној дел што го рековте за владиката Пимен, со целата почит кон неговото високо преосвештенство, тој најмалку треба да коментира и да го третира крстот како граѓански символ. И во негово присуство истото би му го кажал, зашто ова јавно го изјавува, треба да се засрами, бидејќи го носи крстот Христов и Христовиот лик на себе, за да дава такви изјави. Но господин Андонов, не забравяйте дека ние имаме во државата атеисти кои што живеат овде. Ама владиката не е атеиста. Владиката не е атеиста. Сега зборуваме за владиката. Владиката е православен епископ. Така да. Ама исто така имаме и 70, скоро 70% во државата луѓе кои се христијани, без разлика на која насока на христијанството припаѓаат. А јас политичкиот момент го доведов и затоа прашав дали ова обележување на територии, дали е ова можеби намерно фингирање на некаков проблем или пак е навистина реална потреба. Не, јас сметам дека вака сега. Ние секогаш имаме реални потреби и од истакнување на етнички символи и од истакнување на религиозни символи. Реална потреба изградба и на џамија и на црква. Но кој како потоа тоа ќе го злоупотреби во политички контекст. Затоа зборувам. Зошто некој затоа и тргна во тој вовет кога кажа етнополитичкиот конфликт помеѓу македонците и албанците не е разрешен. Ние имаме латентна состојба која, така да кажам, секој девијантен поединец може во определен момент да ја ескалира, односно да биде тригер на откочување на криза. И сега ние ако знаеме дека имаме таква состојба цел живот, треба да се браниме од тоа. Да не изградиме ниту една црква, ниту една џамија, да не подигнеме крст или да не поставиме некој спомен обележие за нешто. Ве молам. Конкретно лицето за кое зборувате го уриваше споменикот на цар Душан како цивилизацијско достигнување во центарот на Скопје. И ако зборуваме за детали од тој аспект, тој не го урна споменикот. Тој се изживуваше повторно над крстот, на скипторот и на круната на споменикот. Значи тоа е веќе персонална, лична омраза кон една религиска група. Добро, господин Гилевски. Обележување територии наверно фингирање на меѓуетнички тензии или на вистина реални потреби, а апропо ова што го зборува професорот Андонов. Реални потреби нема. Мислам и за тоа може да се разговара што е реална потреба, што не е реална потреба, но во смисла храмови стварно нема, бидејќи и сегашниве се празни, полупразни. Исто така ваков тип на, како кажам, архитектонски градби нема потреба, бидејќи ги има многу, ги има илјадници. Јасно е дека потребата е политичка и дека настаните се инструирани од политиката најмногу заради предизборијата. Не мислам тоа е дека е некој, како кажам, демонски план, мада е играње со оган, играње со кибричња, секогаш во вакви, да речам, мешани и комплицирани средини. Веројатно и диво населје не беше демонски план, веројатно требаше да биде многу нешто помало и помирно во насока на политички манипулации, бидејќи беше поврзано со откривањето на бомбите, на индици за големи криминали во највисокиот врв на власта, и ова беше обид да се дефокусира, да се демфува целата атмосфера, но се изроди во нешто страшно. Мислам, во масакр, во многу мртви луѓе, во огромна нестабилност заправо на меѓуетнички план. Така што не се за играње тие работи. Од друга страна, знаете, имам разбирање дури и за тоа, да речам, политиката која се обидува да манипулира или еве, дури можеби ако е прегруп зборот манипулира, иако јас сум убеден дека се дури и потикнувачи, организатори и создавачи на сето тоа најчесто нашиве политичари,
но се разбира, немам докази, но велам имам разбирање за тоа бидејќи не е непознато и не е само наш феномен. Америка прави војни во изборните години, така што тоа е стара приказна. И баш во Америка доста и се занимавале со тоа, уште во 19 век збореле во предизборните кампањи дека политиката е систематско организирање на омразата. И денес многумина, особено да речам во десниот табор, политички десниот спектар, така ја разбираат политиката. И еден дел од политиката е тоа, мислам, играње со ирационалноста на луѓето, со оние доста длабоки слоеви, идентитетски и секакви, поврзани со љубов, омраза, идентитет, припагање и се до тоа. За мене тоа не е рационално, напротив, тоа некои општества може да ги донесе до пропаст многу брзо, но е реално. Ние луѓето сме ирационални и ни требаат такви работи. Немаме болница, а ни треба железен крст што чини ко две болници. И тоа, да речеме некој што е нели она хиперрационалист, агностик би рекол, луѓе, ова не е нормално, човештво не е нормално, ние луѓето не сме нормални, но точно е, не сме нормални и треба да се игра со тоа, треба да се земат предвид тие ирационалности на луѓето. Така што не настапувам од позиција на, како кажам, радикален агностик, ја почитувам верата и ги почитувам институциите на верата. Црквата е многу битна. Меѓу другото е битна и за да се смири, да речам, семокта на политичарите. Црквата е граѓанска институција, би рекол она не владина институција. И ние гледаме, кога државата е окупирана од мафијаши, кој што е во моментов случај во Македонија, ама и тоа велам не е нешто многу раритетно и не е исклучок, само кај нас состојбата е многу груба, многу радикална. Мислам, мафијашите се тотално соголени малтене сами од себе. И во таа смисла е стварно, мислам, боде очи, груба е сликата, ама мислам дека и во многу други земји постои, како кажам, постои обид државата да се претвори во инструмент на одредени елити. Можеме да ги наречеме мафијашки, криминални, економско криминални, кои просто сакаат да ги контролираат работите. Во тие ситуации, такви институции граѓански, кој што е црква, кој што е невладин сектор, кој што се медиуми, кој што е култура, независни интелектуалци и така натаму, се многу важни. И од таму, ви велам малку може би парадоксално, но јас мислам дека црквата е многу важна баш за пацифицирање на луѓето, за смирување, за ширење на таа порака дека ние сите сме исти, ние сме браќа и ние го делиме тој простор и дека ако сакаш ти да изфорсираш конфликт, тоа можеш, не ти требаат две различни вери, ти можеш од било која ситуација. Шпанија имаше крвава граѓанска војна од која не се опорави 50 години и денес влече рани, а 95% се католици. Така што можеш да испровоцираш судир врз било какви основи. Не треба ислам и христијанство. Дури вика, кога ги анализира војниве во Југославија, вика некои социолози, аналитичари викаат дека е доволно само 5% од населението да сакаат војна и војна да се направи. Ги пушташ, знаеш, на психопатите ги пушташ, луѓе од затвори, од сето тоа со неколку масакри, создаваш таква атмосфера во општеството што војната просто се тркала ко лавина. Но поентата е сега да не стигнеме ние до таква состојба. Да. Затоа веламе, дали во моменти на криза и нерешливи горливи проблеми, дали е момент сега за... Значи, ако сакаме, знаете, Мишко, да правиме конструкција, значи, на социјалниот конфликт, да го конструираме како би изгледал во Македонија, ние можеме политички да најдеме линкови на сите страни. Најпрво морам да му кажам на Никола дека црквата не е граѓанска институција. Црквата е телото на Бога на земја и има посебна структура по која функционира. И тоа што МПЦ го направи во конкретниот случај со ништо не придонесе да имаме проблем. А може ли, извини што ќе ве прекинам, може ли да имаме ваква ситуација? Еве јас да не верувам во нашите свештеници, а верувам во Господ. Сега, знаете што сега може да завоираме темата, мислам ќе зборуваме повеќе за конфликтните прашања, ама тоа е лична ваша определба и никој не верува во свештеници. Секој верува во Бога. Тоа и православната вера тоа го детерминира како определено. Во символот на верата никој не вели верувам во владиката или во свештеникот, вели верувам во едниот Бог Отец Вседржител. Да. И од тука натаму во сите членови на символот на верата. Но ако
Имаме различен став по тоа прашање. Јас, како православен христијанин, го гледам тоа на еден начин, сосема на друг начин, не оспорувајќи му го тоа право на никога, дека го гледа како атеист или агностик. Но тоа е негов став. И тоа се лични ставови за перцепцијата дали требало или не треба, лични потреби. Значи, тоа се влегуваме во една друга сфера, на личните потреби и чувства. Јас зборувам за конкретната работа за која ќе се согласам со Никола дека доволни се не 5%, доволни се можеби и 2% од населението во една држава да се радикализира и да предизвика такви инциденти кои ќе бидат посебно во вакви средини во каква што е Македонија, кај што има екзистенционален етнополитички конфликт, за да биде откочувач на кризата. Ние имаме таква личност. И јас сега можам да поставам и граѓанско прашање тука. Зошто таа личност вчера зборува дека него полицијата не го ни бара? Каде е министерот за внатрешни работи да го приведе за насилство, за организација на нелегални протести, насилство и распирување на верска и етничка нетрпеливост? Или може би беше побитно за министерот за внатрешни работи да го има Едмунд Адеми како советник во кабинетот, а истиот тој човек да зборува за крв по улици заради уривање на режим. Кој повикува на насилно уривање на власт? А од позиција на власт, која шизофренична состојба ние во Македонија имаме моментално? Затоа и ви поставив таква конструкција. Кој е на власт во Македонија? Зошто сите тврдат дека е ВМРО ДПМН и ДУИ на власт? Не, и СДСМ е дел од власт. И тоа власт во две клучни министерства и, така да кажам, условно да се изразам така, помошна власт во уште 3 министерства, 4. Тука е проблемот кај нас. Кај нас лежи проблемот во политиката на политичките партии кои во борбата за власт се ќе сторат да ја урнат државата во националниот основ, во националниот интерес се урива државата. Дури и онаа конструкција околу диво населје. Ве молам. Мислам, ако логички ги гледаме работите како се одвива, некој сакаше да ја злоупотреби политичката криза во Македонија и да предизвика проблем. И за мене, тогаш Министерството за внатрешни работи и полицијата реагираше сосема исправно и во ред. Сочувство до семејствата, жалост што ни загинаа 8 полицајци. Но во интерес на одбраната на државата, ние реагиравме како што треба. Дали требаше да се правиме дека нема ништо, како што се правевме 2001 година, па потоа да имаме преку 100 загинати во текот на ескалацијата на конфликтот. Еве да се согласам со вас. Вистина е дека министерот Оливер Спасовски не прави ништо, не го апси лицето за кое што вие зборувате. Може да ја врата малку наназад? Ајде. Ви текнува на кале? Да. Ви текнува заменикот министерот Дуј што правеше кога полицијата ги апсеше? Да. Да, ми текнува. Тогаш истата беше состојба по прашање на тоа како заменикот министер ги злоупотреби своите права. Добро, и што се случи? А тие луѓе ги затворија? Да, ги затвори и ги пуштија после. Затоа процедурата одеше на прекршачна, но тогаш имаше протести и по истиот модел некој си поигруваше со државата. Јас нема да детерминирам сега и да кажам да, виновен е тој. Јас само дадов сигнал кој треба од мојот аспект на професор до јавноста преку вашиот медиум да стигне, а тоа е дека религиозниот фактор, религискиот фактор во етнополитичкиот конфликтен процес во Македонија многу често во последно време се употребува. Дали се сеќавате на моментите кога муфтијата Струшки сакаше да го злоупотреби Вевчанскиот карневал и ја обвини МПЦ дека има нешто со тоа? А православната црква никогаш немала ништо со карневали и маскирање. Затоа прашам, можно ли? Значи некој е инструиран нешто да направи. Но сакам од сета таа работа да ги абстрахирам секогаш како што знаат да ги посочат политичките само елити во Македонија. Гилески, можно ли да ставиме стоп на поделеноста на општеството и вакви работи да не навадат од колосек? Што би се рекло, затоа што религијата нормално е таа најприкладна, најподатлива за создавање на
поделби. Мишко, тоа е приказна за знаеш, за замајување, за крадење пари. Дур ти зборуваат, знаеш, за твојот идентитет, и за твојата вера, и за црквата, и за опасниот друг, кој те манипулира и кој има скриени намери, изнесуваат не со бисаги, со бродови, неверојатни количини пари, неверојатни за волку сиромашна земја, и тоа трае, Бога ми, 10 години. Мислам, само уловените, само официјалните податоци зборат дека над 5 милиарди долари се изнесени од Македонија последниве 5-6 години. Над 1 милиарда е спискана во тотални глупости, вклучувајќи крстови, споменици и сето тоа. Добре, само да во Скопје да навредуваме последниве Никола дека крстовите се глупости, ве молам. Не ми влегувате во збор. Ја мислам дека крстовите во Скопје, фонтаничките, крвчињата, крстовите се невидена глупост која служи да ги раскара луѓето, да ги закрави, но пред се служи, како што велам, да го замаскира крадењето, одливот на парите кои се ненормално големи. Само оној споменик во центарот на Скопје чини 10 милиона евра. Само оние фонтанички во Вардар кои се сега нели пресушени чинат по 200-300 евра, оние 4 овак. Само врбите чинат 300 евра. Замислете, од тој тип има и крстови, и споменици и сето тоа. Замислете, во веројатно најсиромашната земја во Европа, какви неверојатни пари се одлеани и како и ден денес еве после таков невиден грабеж, камуфлиран со ова, со христијанство, со символи, со крстови, со идентитет, со омраза кон другиот, седно дал тој друг е твојот комшија христијанин или муслиман, и се уште им врви приказната. Тоа е најневеројатното. Значи нема болници, отидоа Курбан 100.000 луѓе. Умреа директно ради лудилата на груевизмот 100.000 луѓе. Молам, немојте да манипулирате со бројки и со неаргументи, Никола. Немојте да се воспалувате. Не манипулирам со бројки, тоа се официјални бројки. 100.000 луѓе се заминати од земјава. Си одат ради лошите политики, ради манипулацијата и сиромаштијата. А 100.000 луѓе според мене и според официјални податоци, например, 1300 луѓе умираат само заради загадениот воздух, според Светска здравствена организација. Значи, така доаѓам до моите бројки дека 100.000 луѓе одат Курбан, некои буквално во гроб, некои се разболуваат, токму заради тоа бесмислено, лудо трошење пари, кое, ви велам, првата функција му е да се наполнат джеповите на фамилијата, на криминалците, од сите бои, и, како кажам, и муслимански, и христијански, и сите други. И второ, да се одржува цело време огнот на потенцијалниот конфликт, бидејќи тоа го цементира владењето. Заради тоа и владеат 10 години. Просто е, нели, кој што реков на почетокот, просто тоа е формула која, нели, не промашува во нивниот свет на криминалците политичари, кои тоа го гледаат како добитна комбинација, особено во вакви опустошени и сиромашни земји. Знаете, има некои теоретичари исто велат, кога збориме зашто тоа нам ни се случува, како е можно, нели, сите македонци тоа го зборат, као колку е глуп народов, како не работат, сите тоа. Дури овие најнаивниве, да речам, што гласаат баш за најголемите криминалци, дури и они тоа го велат. Абе не играат луѓе, не манипулираат и не лажат. Објаснувањето на економскиве аналитичари е еден од одговорите, има многу, некои од нив се нели културолошки, како кажам. Тие ми се мене блиски, поврзани дали со историја со тоа. Но некои одговори се чисто економски. Има сериозни економисти и социолози кои велат дека не може да се воспостави демократски поредок во земја во која просечна месечна плата е пониска од $400. Така што можда е тоа некоја прва точка до која Македонија треба да дое, не знам кога, за 5-10 години, колку толку некој економско консолидирање на народот, и тоа би бил вајда прв предуслов да не го манипулираат и лажат до тој степен да му ја исчезнат државата, тотално да му го поместат тлото под нозе, а тоа груевизмот повеќе помалку и го направи. Затоа велам, професоре, без разлика пред да го заокружам овој дел, значи гилевски и граѓански активисти, тој ги има тие ставови што ги има. Како значи да запреме со поделбата на луѓето.
Она што е погрешна политика е погрешна политика. Не можеме да ние да замижуваме сега. Значи да ви кажам вака, без разлика дали е ВМРО или СДС. Да, но не, морам да дадам коментар, знаете, јас гледам колега тука малце така возбуден кога зборува, така се жести во дебатата непотребно и употребува некои термини кои се не соодветни. Ние во општеството сме имале, ќе имаме и секогаш ќе има поделби. Секогаш ќе има разлики. Тоа е општество. Тоа е живот. Ќе имате од половите разлики, преку разликите на генерациите, поделбата, преку разликите во образованието, во јазикот, во културата, во богатството, во верите, во секи има разлики. Мене тоа не ми е И спорно. тоа не може вие не може тоа да го унифицирате. Ма не, Но работата е работата се поставува на една друга позиција. Ние овде сега почнавме да зборуваме за етнополитички конфликтен процес кој во старт не беше разрешен како што треба. И вие барате сега наоѓајки вина конкретно, пошто колегава го посочува ВМРО ДПМН дека е виновно за состојбите. Па ако е тоа, така, не, добро, ако е тоа така, дали не имавме подобра економска состојба 2006 година? Него денес. Кога прашувате? Па хипотетички го поставувам прашањето. Дека си даде секој одговор како така е. Имаше дали беше или не беше подобра состојбата економска. Секој ќе даде за себе одговор како живеел во тој период. Ако зборуваме за тоа што е изградено во Скопје, погледайте ги сликите од Скопје до 2006 на што личеше центарот на Скопје и како беа регулирани некои работи во Скопје, па погледайте го Скопје денес како изгледа. Ако се повикуваме на странски мислења, можеме да кажеме за луѓе кои од странство доаѓаат и одат дека Скопје е метропола. Некои правеа паралела дека плоштадот во Скопје ги потсеќа на некои делови од Виена, од големите градови во Европа. Значи, ние немаме зијан од тоа што е направено. Напротив, културолошки, историски ги покажавме нашите корени. Покажавме кои сме, што сме и дека не сме изгубени во Европа, не сме случајна нација. Не сме вештачки создадена нација. Сега, ако некој сака да ја урива државата, не ја урива преку тоа што ги учи луѓето на вредностите на сопствената нација. Туку ја урива на тој начин што произведува вештачки кризи во државата. Што се обидува да покаже дека има криминал таму и каде што нема криминал, да кажем. И потоа ќе се врзува на нешто што е добиено по криминален начин, дека тоа е исправно. Не е во ред. Но вие не можете да му спорите на Гилевски да има различен став. Не му спорам. Не, баш ми импонира што е вака. Мене ми одговара да имаме различни ставови, но зашто да дискутираме ако имаме исти став, зашто ќе дискутираме тоа? Дали тие споменици беа приоритет во тој момент во однос на оно што се случува во државата? Гледате сега да ви кажам. Ние не знаеме секогаш што е само приоритет во државата. Па не затоа што и некој на локално ниво, па да, ама некој на локално ниво не решил дека тоа му е приоритет, едноставно смета да треба да се сработи. Зошто треба да се сработи? Може да е врзан со некои законски рокови. Може донел одлука поради некои други причини. Но да спориме дали некој требал нешто да стави и да не стави и да ги ставаме на исто ниво етничките со универзалните религиски символи на христијанството, е неспојлива работа. Тоа не можам да го прифатам како нормален однос. И затоа и спорам и ќе спорам и во јавност со епископот европски дека не може така да биде. Тоа што го кажува е политички став. Затоа што откако се случија сите работи, поголемата така да кажам тензија ја направија политичките партии пред се СДСМ, давајки неколку неодмерени изјави според мене, бидејќи во се што ќе се случи. Па вие така ако гледате и господин Стефан, знаете колку политички изјави даде кај што ги малтене ама не тенисуваше опозиционерите. По таа логика како гледате. Ајде кажете каде дал архиепископот Стефан таква изјава. Јас баш не сум го забележал, но кога ме повикувате сега во линкот со владиката Пимен, од православен аспект владиката Пимен не смел да даде коментар за било што
се гради во друга епархија. Тој нема юрисдикција, нема никакви надлежности над Скопската митрополија. Морам да направам пауза за реклами, а има уште многу прашања. Реклами па се враќаме назад во студиото. Избери VIP комбо и доби телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Биди како Диме. Земи VIP комбо и доби се во едно. Телевизија со најмногу HD канали, интернет, фиксна и мобилна линија за најдобрата цена од само 1199 денари месечно. Јавете се и нарачајте. Повеќе за вас. VIP. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион, два типа на кашлица. Различен пристап. Природата секогаш ни дава одговори на сите прашања. А ние треба да отвориме очи и меѓу многуте да го препознаеме решението што го бараме. Најдобрата шанса за тоа е утрото, кога првиот допир со природата ја разгорува фантазијата и го гасне прашањето: што да правам денес? Секој ден носи нови можности, а вистинската се гледа само кога ширум ќе ги отвориме очите. Природа што ширум ги отвора очите. Нескафе Класик. 130 години. Создаваме автомобили со звезда. Новиот Mercedes-Benz GLE. Многу опции во напредната технологија, но ни 130 години искуство. Една останува иста. Безкомпромисно високи стандарди и модерен луксус. Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перење добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе. Хотел Тино, Охрид, сместен во идиличен пейсаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, џакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци. Ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Денес и после се, повторно сме заедно. Сладка е исто како и првиот пат кога ја видов. Ја држам цврсто и не ја пуштам никогаш повеќе. Струмка и јас, шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Избери VIP комбо и доби телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Добро вечер, добро дојдовте назад во 24 анализа. А мој гост е универзитетскиот професор Оливер Андонов и граѓанскиот активист и колумнист Никола Гелевски. Гелевски, ајде малку за одлуката, она што предизвика посебно внимание кај јавноста, тоа е одлуката на Уставниот суд со кој што претседателот ќе може да помилува лица за изборни измами, па и за други тешки кривични дела, што само се надополнува и го прави оној следствен низ на се она што не се случува во државата, апропо почнувајќи од специјалното јавно обвинителство од целата политичка криза и веројатно ова доаѓа како еден своевиден епилог. Мишко, и тоа е според мене тотален абсурд и просто здудевно за гледање. Зар не знаевме дека Уставниот суд е партиска филијала? Мислам, зар не знаевме? Зар ова ни требаше сега да... Мислам, имаше низа, они го уништија низа одлуки, низа примери, не Уставниот суд, целокупниот судски систем. Не да е пристрасен, не да е благонаклон, него е тотално во служба на криминалот. Тотално. Мислам, она без исклучок, така како да кажам. Туку е драстично голем upливот на партијата внатре. Почна распаѓањето на судскиот систем, што значи распаѓањето на целиот институционален систем, тоест на целиот демократски поредок во смисла на трослојната, три столбната власт, извршна, судска и собранието. Значи, почна тоа да се распаѓа веќе 2008 и 2009 и баш врз овој примерот на Скопје 2014 и некои одлуки на тогашниот Уставен суд,
Они сватија дека тоа мора да се растури, да се освои и да се претвори во нивен инструмент. Така што баш за ова поле што зборуваме, споменици, крстови, сето тоа, они направија, партијата на власт, ВМРО и ДУИ, направија таков упат и во правниот систем, и во овој, како кажам, граѓанскиот, културниот, поставувајќи споменици и сето тоа, кај што не смеја да поставуваат, кај што мораше преку влада да оди, преку собрание да оди, а не со назнаки на локалната власт, како што испотрошија стотици милиони евра. Значи, такви примери дека целокупниот систем служи само за една партија, а дури и за еден потесен врв на таа партија во функција на богатење, што сега специјалното јавно обвинителство повеќе помалку и го претвара во обвиненија, ни беше јасно на сите. Ради тоа не ми е јасно сега, сите се као загрижани, Уставниот суд донел со 5-4 одлука. Знаете, нема ни островца веќе, медиумите збришани. Не случајно ви набројав преска што е граѓански сектор наспроти државата. Има ситуации во историјата, разни држави доагале во тоа, и поголеми и помокни од нашата, кои се окупирани од внатре. И тогаш ви велам, голема е смислата, функцијата на некои корективни механизми, меѓу кои треба да биде и црквата, по црква ги сметам се разбира и другите верски заедници. Црква, медиуми, интелектуалци и сето тоа. Гледаш дека ти е окупиран институционалниот систем, комплет, образовниот, судскиот се, и што ке правиш? Знаете тоа и вестерн филмовите ни го покажале, и воопшто историјата на демократијата на сето тоа. Не звучам ко дефетист, напротив, велам дека дури и таа ситуација не ме обесхрабрува. Сум ја видел. 100 пати сме виделе корумпирани шерифи, корумпирани градоначалници, корумпирани премиери, насекаде, широм светот. Не мислам дека сме посебно перверзна земја со посебно лоши луѓе. Едноставно има нешто внатре во механизмот на власта што сака се да контролира. Ја знаете онаа славна апсолутната власт апсолутно корумпира. Веројатно гравитираат кон апсолутна контрола, кон апсолутна корупција. И некој треба тоа да го спречи. Тоа е целава приказна. И ова што збориме вечерва, црква, идентитет, народ, сето тоа, ви велам, им служи за манипулација. Да ги одвечат луѓето од крадењето, просто длабоко им се завлечени рацете во џеповите на луѓето. А се разбира дека ја почитувам во крајот на Христото, јас сум скрос во тоа, таа другата димензија, длабоката културна, верска димензија на тие институции на црквата и воопшто чувствата верски на луѓето, надвор од институциите, така што тие две работи треба да се разликуваат. И чаре? Пак повторувам, Мишко, независни, храбри луѓе, некои од нив куражот, храброста, големото срце, макар и да загинат, им го дава токму верата. Токму верата дека има нешто повеќе од ова секојдневно блато и од овие мафијаши. Мислам, како да ви кажам, верувам дека во иста борба се и жестоките верници кои веруваат во таа фантастична фигура, во христијанскиот табор на Христ, еден стварно извореден човек, Бог, кој е пример за действување. Наспроти се, наспроти мокните, наспроти заканите, насилството, презирот, едноставно фигура која треба да се следи. Значи, тие заедно со граѓанскиот сектор, кој гледа дека правото не функционира, независни медиуми не функционираат, ма се комплет здравство, образование и така натаму, значи, заедно се обидуваат да го срушат корумпираниот режим. Тоа е чарето. Андонов, ако Гелевски не е изненаден од одлуката на Уставниот суд, изненаден ли може бевте вие? Па да ви кажам право, не ни знаев дека ја поднеле, дури многу подоцна прочитав што се случувало. Мислам дека и во тој период не бев ни во држава, но би се повикал на еден друг момент тука. Како тоа се не чини во држава? А како држава функционира? Како тоа нема слободни медиуми, а вечерва ние зборуваме? Дали ќе имате реперкусии вие или можеби Никола кога ќе излеземе од тука? Како што сака да ампутира дека нема демократски амбиент во државата, па јас сум бил провидниот кој ќе зборува проактивно за, како што милувате да кажете, владеачката структура која не е на власт во суштина во моментов.
Значи, на оној власт дел... немате сега тоа како не е на власт сега. Сега е СДС на власт сега. Мислам, малку Ја сега е го кажав, манипулација имаме и комбинирана влада. Па Ние не е имаме комбинирана, имаме Франкенштейн влада. премиер, имаме министер за внатрешни и за труд и социјала. И тројца дополнителни министри. Па добро де. Па Па не се дел од власта? Па СДС е на власт. Ама не се дел од власта, што се? Па се дел од власта, ама не вие велите ВМРО не е на власт, СДС. Не реков ја дека не е на власт. На власт е како и СДС што е на власт во овој момент. Па не е баш исто, али добро. Исто, ама не е исто, што ви рекол. Добро, да, ги контролирате некои од значајните институции и нели не сте на власт. Добро. Зборуваме за Уставниот суд. Зошто мислиме дека е грешка, ајде да кажеме, одлуката на Уставниот суд? Само затоа што на некого политички не му се допаѓа тоа. А ако тргнеме од уставната регулатива, дека сите пред уставот и законите сме еднакви. Зошто тој кој направил едно кривично дело да не биде еднаков со тој кој направил друго кривично дело? Пошто се разликуваат кривичните дела во тежината на извршувањето, па да не бидат со право на помилување председателот, или ќе му се даде тоа право да ги помилува сите, или ќе му се одземе право да помилува. Зборувам за генерален став. А не сега ние ќе бараме моменти, овде може, овде не може, овде вака, овде така ќе биде. Констелацијата на одлуката која што се носи е... Јас стојам за тоа што вие го кажувате сега и можам да се согласам со вас. Може би тој кој ја поднел иницијативата ја поднел у погрешно време. Но иницијативата како иницијатива нема грешка од аспект на еднаквост пред законите. И на крај таа одлука на Уставниот суд се уште не е завршена до крај. Има многу процедура додека се сте за заврши. таква одлука? Председател да помилува? Се да помилува. Ако помилува, нека помилува се. Па зашто право тогаш регистар на педофили, например? Ама тоа е одлука на председателот. Ако му го даваме правото, тогаш е негова етичка перверзно е, не оди едно со друго. Перверзно е, јас знам дека е перверзно тогаш. Ама уставот ни нас вели дека сите пред уставот и законите се еднакви. Ќе се вратиме наназад во времето на ФНРЈ, кога поради политички различни мислења се осудуваа луѓето, па им се одзиваше и право на глас. Тоа треба да го направиме. За некое кривично дело да ви се одземе право на глас? Да ви се укинат граѓанските права? Значи, правам паралела, Мишко, дали ме разбирате? Значи, ако му се дава на председателот право на помилување, нека му се даде право на помилување да по личната совест, етика и законски норми има право да помилува секое кривично дело кое е извршено. А вака излегува дека некое кривично дело може да го помилува, некое не може да го помилува. Имаме позади тоа се извинам само овој збориште, дека позади тоа имам чувство дека стои само гола политика, значи во овој случај. Едните се за, едните ќе бидат против, нели? Така да го гледаме тоа, како? А зошто да го гледаме политички? Па затоа што некој се обидува да даде политичка конотација. Да. Да. Затоа што некој во 2009-та се потепа да не биде тоа така. Граѓанските активисти, ти не си изненаден од одлуката на Уставниот суд. Голем дел од луѓето се изненадени. И веројатно бидејќи оваа иницијатива, веројатно претпоставката е дека и ќе донесат таква одлука со која што председателот ќе може да помилува. Председателот патем се јави само со соопштение, не се појави никаде. Неверојатно разговараме сериозно со Иванов. Мислам тоа стварно и Мишко пак ќе ти повторам, тука сум бил неколку пати така што веќе сме на ти. Несериозен ми е разговорот за ваквите институции под управување на фамилијата. Јавното обвинителство треба нешто сериозно да разговарам за Уставниот суд, воопшто за собранието, мислам тотално абсурдно, мислам тоа они се во функција на криминалци. Тоа е бандитизам еден. Нема, мислам, тотално е замајување, одвлекување на вниманието, сериозното разговарање за Ѓорги Иванов, како да ви кажам. Тоа е кукла. Мислам, која не функционира 2 мандата, ништо. Мислам, трансмисија на моќта на владиниот кабинет, дури не ни моќта на владиниот кабинет, на еден единствен човек, Никола Груевски, толку, почеток и крај за Ѓорги Иванов. Така што да разговараме Иванов што, како ингеренции, нема ингеренции, мислам, тотално, мислам, абсурд. Мишко, 10 години сеење смрт. Ради тоа не сум
не сум рамнодушен, не можам така да разговарам, она као Иванов, Уставниот суд, Заврлевски, јавниот обвинител, нашите институции, сето тоа. Да, во нормална земја, сите тие институции треба да се почитуваат. Тоа е суштината заправо и на државата и на граѓанскиот поредок. Ако таа партија дошла на власт, значи има доверба од гласачите, само така се доаѓа на власт. Што значи, дури јас кој не се согласувам со таа власт, морам да ја почитувам и морам тие институции да ги почитувам. Морам председател да го почитувам, собранието, јавниот обвинител се. Можам да ги критикувам сето тоа, ама морам да ги почитувам. Ама јас веќе тоа не го правам. Тоа прво се јасно е дека не дошле на фер избори на власт, а второ воопшто не ги извршуваат функциите заради кои постојат тие институции. Добро, затоа имаме специјално јавно обвинителство сега. Да, се разбира. И второ, Мишко, значи изгубен е било кој интегритет, кредибилитет, дури и легитимитет на институциите во Македонија. Втора работа. Зашто сум бесен? Зашто сум нервозен? Затоа што многу смрт има. Многу неверојатни количини смрт, а ваму неверојатно крадење. Секое тоа посегање по џеповите на луѓето убива луѓе. Малата Тамара, десетици илјади, стотици илјади луѓе. Дури он се луксузира во мермери, во глупост. Секој ден умираат луѓе. Нема да јадат хлеб, а камоли за софистицирани медицински процедури. Тоа е врската, како да ви кажам. Не е схоластичка расправа, политичка као вие не се согласуваме во ова, ти си десно, јас сум лево, јас сум верни. Не се работи за тоа бе. Криминалци кои тотално го растурија целиот систем и заради кои луѓе умираат. Тоа е физички наши луѓе, од вашето семејство, од моето и огромен дел што не можат да го издржат овој распад и да немаат таа сила која ја имам, да некаква визија за нешто друго, се уште да ме влече дека може да се почне и на тотално струшено нешто, ја немаат и бегаат. Значи тоа е реалноста на Македонија. Многу те мртви и многу те избегани. А не дали Зврлевски, Хорхе, Груевски, више мање криминалци. Криминалци во бандитска акција. Како да го ватиме? Молам, ако може да имаме малку контрола на однесувањето, се обраќаме во јавноста, нема потреба да го навредуваме председателот на државата. Тој е негов личен став. Да, ама нема потреба, ве молам како медиум, затоа што институциите во државата треба да ги почитуваме. Какви и да се, тие луѓе, според неговиот став, дојдоа на власт, он мисли дека дошле фалсификат, а јас мислам дека ете и многи на други граѓани дека дошле легално на власт. Убиваат луѓе, издираат луѓе, не ги почитувам. Тоа е ваш став. Кого убиле и кого избркале? Во која болница сте влегле да видите како има... 75% од младите што се останат и овде сакаат да избегаат, а пола од нив се веќе избегани. Тоа се бројки. Тоа е ваша замисла. Јас знам млади кои сакаат да се вратат во Македонија. Не е така, но ворете јас кажам дека вие најмногу се умираат во Македонија. Не е точно. Незамисливи се бројките кои се умираат во Македонија. Не е точно, јас ви кажам дека не е точно. За бебиња за ова, тоа е точно. Значи од секој случај кој може да се случи помеѓу во здравството, вие сакате да направите политички случај. Здравството е распад луѓе, каква политика луѓе умираат секој ден, поле фејсбук. Нормално е дека умираат 2 милиони народи, едни се раѓаат, други умираат, имаш морталитет и наталитет во една нормална држава. Умираат ради банални работи. Умираат ради молам Никола. Не, но да бидеме искрени, но да бидеме искрени. Гелевски каже дека почитува институции председател, значи ама го навредува председателот, го нарекува со како се. Немојте така, Мишко, ве молам. Ја не сум адвокат на председателот да го бранам, ја сакам да настапиме овде пред јавноста коректно. Бандитизам. И тоа ќе го докаже специјалното јавно обвинителство. Ќе го докаже кој е јавно обвинителство, кој е јавно обвинителство, за мене тоа е. Ама за вас, вие ги пресудувате луѓето. Има право да кажа своето мислење. Значи, кажете го хорете, ама јас ви кажувам дека не сте во право бидејќи ги пресудувате луѓето на основа на сомнение кое е направено од една институција за која јас имам став дека е противуставна. Ама власта им буташе овакво пиштоли во уста на луѓе врз основа на сомнение. Зашто ја немам право да кажам дека се они злосторнично здружение? Ама вие можете што илјадници аргументи на избегани луѓе, на мртви луѓе, на уништени институции. Ама дајте ве молам, едно те исто повторувате, се нема основа да го зборувате. А ваму му става пиштол во уста и го држи со чизма на глава. Мислам, што разговараме? Парафразираме, никого не држал со чизма на глава. Немојте сега такви приказки да зборувате. Немојте такви приказки да. Тоа се криминалци. Ако зборувате за приведените во диво населје, како треба да ги приведат?
Не говори за Знам за што зборува и немаше тоа Директорот на држање на финансиската чизми. полиција, како се викаше, што исто член на ВМРО, му дошле дома 15 специјалци со качулки со сето тоа. Добро да го Па приведе. за основено сумневање. Ама некој проценил дека така треба да А се сега не приведе. треба дира. Се е тоа нормално. Сега се како процениле дека треба да се насилство. како го Ништо приведува нема Едмун Темелко, исто го во приведе. ВМРО освен насилство. Ама Во ве оваа молам власт. сега. Чисто Ве молам. насилство. Вака, Нема бидејќи- друго. Гледам и вие сте репресирани нонстоп. Бидејќи може да ви се заблагодарам само што бевте дел од 24 анализа. Заврши мисијата? Заврши мисијата затоа што почнуваат вести во 22 и јас се надевам дека ќе успееме колку толку барем да направиме еднакви граѓани пред институциите на системот. Вам почитувани ви благодарам на вниманието. Следува дневникот во 22.